Гледате Трилинг, добро вечер. Влегуваме во финишот од изборната кампања за иден председател на Северна Македонија. На 24 април граѓаните ќе гласаат за еден од 7 кандидати кои влегува во трка за иден шеф на државата. Кој ќе биде шестиот председател по Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Иванов, Пендаровски? Во алманахот на современа Македонија се и атентатот врз првиот шеф на државата. Светски политичари слетаа за да го охрабрат повредениот Глигоров. По мистериозната смрт на Трајковски на погребот се собра тогашната светска елита од председатели, премиери, министри. Тие, Киро и Борис, станаа политичари со личен историски багаж на меѓународната сцена. Беа охрабрувани, дома омаловажувани, оспорувани. Резултатот од сегашните председателски избори секогаш речиси влијаеше и врз формирањето на законодавниот дом. И обратно, победата на парламентарните по правило го сликаше идниот шеф на државата. Само во куси периоди од нивните мандати се практикуваше кохабитација на релација водно и линденска број 2 помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Председателот како врховен командант на армијата во наредниот мандат оваа надлежност особено ќе дојде до израз. Светот е пред глобална поларизираност. Прашањата од еколошката заштита и развојот на вештачката интелигенција ќе ескалираат во мандатот на идниот председател на Северна Македонија. Кој ќе биде шестиот председател по Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Иванов, Пендаровски? Ако се менува уставот, тоа мора да биде да стапи во сила, да има одложно дејство амандманот. Партија во која половина од раководството и ден-денески има бугарски пасоши и државјанства, се обиде со ова националистичка реторика да добие некој поен плюс и, за жал, во еден дел од македонскиот народ посебно тоа фати место. Сметам дека председателот на државата треба да биде креатор на државниот консензус, ке иницира нов рамковен договор и тоа е за економски прашања. Оваа власт генерира етничко општество. Нам децата ни се поделени во забавиште, основно и средно образование. Но ја гледам Муцунски го критикува Академијата суди и обвинители, а пред известно време, пред неколку години, неговата сопруга беше оттаму избрана во судија. Ние имаме паралелни општества, а всушност најдобро си комуницираат овие што се на власт, елитите, и нив не им пречат тие разлики. За жал опозицијата со барањето 61 пратеник, што е најшовинистичкиот можен концепт. Дури мислам гораз дека рамковниот договор погрешно се интерпретира. Идеолози, да ги наречем од позадина, спомнуваат БРИКС, спомнуваат некои други алтернативи отворени кон Азија, кон Истокот и така натаму. Јас се надам дека таква будалаштина нема да им падне на памет, ако бидат во позиција. И една етничка заедница може да здисува толку колку што другата ќе и дозволи. Корупцијата во последните 10 години е значително зголемена. Меѓународните партнери констатираа дека во државата има епидемија од корупција, која е навлезена во сите пори на општеството. Угледот на правосудниот систем е на најниско ниво. Пат на владењето на правото нема напредлог во битката против криминалот. Неказнивоста стана пракса. Прво ме чуди да ја идејата за ветинг, повторно да ја кажуваат оние кои во 2016 повикуваа на ветингот. И имаше дури и измени на Законот за судски совет, ако се сеќавате, стратегија беше донесена, меѓутоа не дојде до такво нешто. Кога зборуваме за ветинг, мора да се знае дека има два модели. Едниот е генерален реизбор и Венецијанска комисија и Советот на Европа вела дека тоа може да го доведе во опасност системот судски, бидејќи немате толку суди, или пак да се посегне по она што е вториот модел, реевалуација. И досега можеше да има реевалуација и во поглед на квалитет и во поглед на квантитет и на позициите на јавни обвинители и суди, кога се реизбираа да се бира најдобрите луѓе. Ама го знаете дебаклот со судскиот совет, тој кој што треба да учествува во ова, всушност е фактор на криза на независноста на судството. Јас само предупредувам, како што предупредува и Венецијанската комисија, на искуството од 96-та година, кога имавме генерален реизбор. Тоа го направи Судскиот совет и собранието, политизацијата и партизацијата влегоа на сцената, но мислам дека и досега
можеше слободно при секој избор и реизбор да се проверува иминатото на кандидатите и кога влегуваат на академијата и кога влегуваат во судскиот систем. Тоа не се правеше. И сега ми е смешно од истите луѓе кои во 2017 посегнаа по ветинг, така викаат дека тоа е нивната филозофија, сега повторно да викаат дека се за ветинг. А состојбата во судството ни е катастрофална. Ова го мислам и на политичарите, ова го мислам и на професорите, на сите. Јас сум за тоа да има реевалуација. Значи, тоа е едниот модел на ветинг. Тоа е одлично прашање. Политиката треба да ги трне рацете, осуството. Јас сум убеден дека имаме доволно стручни и компетентни и истражители, и обвинители, и судии. Ако им оставиме тие да си работат работата без политички притисоци, но и без медиумски хајки, тогаш да знаете дека многу полесно ќе се открива криминалот, многу полесно ќе се казнува криминалот и правдата ќе биде задоволена и ако кажеме дека негде нема кривично дело, дека некој е ослободен. Тоа ни е многу битно за луѓе кои што ги жигосуваме, за луѓе кои што ги правиме поцрни од црниот ѓавол, ако за нив нема докази дека сториле кривично дело, ќе биде честно и ќе бидеме вистинска држава ако кажеме овде во оваа ситуација ние немаме предмети и немаме докази. Јас деноју го гледам Муцунски го критикува Академијата суди и обвинители, а пред известно време, пред неколку години, неговата сопруга беше од таму избрана во судија. Чекайте бе луѓе, може ли ние да прекинеме со таа практика да биде Академијата суди и обвинители предмет на партиско политичко пазарење? И да ние име суди или ќе биде СДСМ, или ќе биде ВМРО, или ќе биде ДУИ. А овие деца што завршуваат силни факултети, што положуваат правосудни испити од прва, а за тие деца ќе ги отвориме ли вратите во најбитната институција во државата, тоа е правосудниот систем на Република Македонија. Јас мислам дека ако се тргне политиката од судско-обвинителските процеси, дека тогаш ќе се врати довербата во судството. Судиите си ја знаат работата. Имаме сериозни забелешки, особено последниот извештај на Европската комисија, која вели дека во тој дел немаме напредок, са среќа што немаме и стагнација или назадување, меѓутоа немаме напредок, што е лоша работа, но во овој момент знаете дека единствената пречка за продолжување и со преговорите, бидејќи првата конференција ја одржавме, е промената на уставот. Значи, а инаку тие работи што ги спомнувате, ќе не бидат и тоа како тешки и големи предизвици, меѓутоа останува за понатамошниот тек на преговорите, кога би продолжиле. Овој резултат кој е катастрофален во сите овие подрачја се разбира најголема наша одговорност како држава и како општество и на нашите институции, меѓутоа јас не можам да не кажам дека дел на тие реформи беа иницирани, финансирани, поддржувани од нашите странски сојузници, што значи ние треба да седнеме во некаков диалог и да видиме дали можеби некои од овие мерки имаат дури и контраефекти во кои знаете кога политичарите или носители на јавни функции се однесуваат како неодговорни, инфантилни, па има некој друг што им бере гајле, тогаш си прават вакви излети. И потоа добиваме извештај во кој ќе нотираат дека нема владење на правото. Значи, ние ако правиме такви реформи, треба ги правиме за себе и конечно да ја тргнеме од таа приказна Европската унија не надгледува. Тоа е малку како Господ не гледа, па ние пазиме што правиме. Мораме да станеме одговорни и да ставаме прво кадровската политика е многу битна, ама и образованието. Бидејќи ако вие од образовниот систем, од правните факултети извадите морални да речам инвалиди, да ми простите на зборот, значи луѓе кои ја гледаат струката како начин да се снајдат во животот и посебно на скандалозна академија за суди и обвинители, тогаш значи ние имаме сериозен проблем. Ќе иницирам формирање на меѓународен борд сочинет од НАТО, Соединетите Американски држави и Европската унија,
кој што ќе ги пресертифицира сите носители на јавни функции по однос на две прашања. Дали имаат врска со рускиот интерес и дали се инволвирани во корупција. Значи, секој кандидат за министер, директор, судија или обвинител ќе мора да помине низ филтрите на 32 земји членки на НАТО, САД и Европската Унија посебно за да го добие тој сертификат, а сертификатот ќе биде задолжителен за да биде носител на таа јавна функција од судија до министер. Ако велите дека ветингот не е решение, каде каде гледате можноста за реформи во македонското правосудство? Чомовски, ветингот е еден вид на амнестија на тие кои што имаат сторено со своето лошо и девијантно дејствување од позицијата која што имаат, е еден вид амнестија. Значи, никој не смее да биде амнестиран и секој треба да одговара. Значи, се прави ревизија на случаи, се селектираат сомнителни случаи, таму каде што ќе се докаже пристрасно постапување, селективно постапување, се менуваат тие луѓе, се изведуваат пред лицето на правдата, а секако во системите има внатре и професионалци кои што сериозно си ја вршат својата функција и веднаш носите нови луѓе кои што непристрасно ќе вршат својата функција, нема да одговараат ни пред мене како идем председател доколку бидам избран, ниту пред политичката елита која што ги избира во парламентот или на другите нивоа на власта, туку исклучиво ќе работат по уставот и законот. Председателските кандидати во Трилинг одговараат на неколку речиси идентични прашања. Пендаровски, Силјановска, Османи, Јакимовски, Димитриевски, Ванковска и Таравари. На почеток ги прашувам како до уставни промени и внесување на бугарите во преамбулата за отворање на кластерите. Од преговорите, ако е невозможна промена на преговарачката рамка. Иако многу работи во животот не се невозможни, сепак доколку Европската Унија обстојува на ова, нека таа има непроменлива преговарачка рамка, меѓутоа ние имаме инхерентно вродено право да си носиме собствен устав и јас во мојата програма предвидувам не корекции вакви или онакви во преамбула или во други делови, туку сосема нов граѓански, демократски устав заснуван на идејата на социјална правда, на еднакви можности, немање експлоатација и слично. Така што отпаѓа прашањето за тоа дали цитираме со било која етничка група, посебно со бугарите во случајов. Дополнувањето во Уставот се обид да се помести оската на дискурсот со Бугарија од идентитетско-историските прашања во малцинските и човековите права. Тоа е направено со помош на Соединетите Американски држави и Европската Унија, рушејќи ја бугарската декларација во парламентот. Кој се противи на уставните измени, сака да ја врати бугарската перспектива по однос на патот на нашата држава кон Европската Унија. И така да нема алтернатива од промени, дополнување на Уставот со цел отварање поглавја 2024 година. Мојата цел е првата работа уште на 13 мај, после давање заклетва, е да ги соберам во Вила Водно сите лидери на политички партии на состанок кој што ќе трае со денови и недели и месеци додека не постигнеме, не си подадеме рака, не ги надминеме разликите и не постигнеме надпартиски државен консензус по однос на Европската Унија. А аргументите и информациите кои што ги имам како НАТО министер за надворешни работи по однос на ризиците, мислам дека ќе бидат доволно убедливи за лидерите дека веќе нема играње со ова прашање. Зошто би била невозможна промена на преговарачката рамка за Македонија кога сме имале случаи до сега? Биле менувани преговарачките рамки, такви искуства имаме и со Србија, и со Црна Гора, и со многу други држави членки кои што биле претенденти за членство во Европската Унија. Сметам дека првично македонскиот политички блок треба да постигне еден апсолутен консензус кога ќе види дека политичките партии, особено од македонскиот блок кој што е доминантен, се обединети и како многу сериозно ќе бидат сватени пораките кои што одат од Скопје, инаку овој проблем ќе се реши исклучиво на релација Скопје-Софија. Во спротивно, овие две преговарачки рамки кои што едната ја потпиша Димитров, другата Османи, и ја содржат во својата содржина, нели, декларацијата на бугарскиот парламент. Ние не сме народ кој што постои од 45-та, македонскиот јазик е свој,
со своја кодификација и дополнително имаме собствена историја, а сите оние моменти за етничката историја треба да се одбележуваат секако, но македонците имаат собствена историја. Професор Силјановски, како е невозможна промена на преговарачката рамка со Европската Унија, како до уставни промени и внесување на бугарите во преамбулата? Никогаш јас не им приоѓам на нештата како на догма, како на нешто невозможно. Можно е со поинаква интерпретација на договорот за пријателство и добро соседство да се стигне до истата цел. Значи, не мислам дека треба да се смени уставот. Веќе сум рекла, ако се менува уставот, тоа мора да биде да стапи во сила, да има одложно дејство амандманот, да стапи во сила кога ќе заврши ратификацијата, односно кога ќе работиме на уставни измени за односот меѓу националното и европското право, аки комунитерот. Сега мора да чекаме на новиот парламент и на новата влада. Апсолутно е јасно дека во изборен период не можеме да калкулираме за 2/3, иако парламентот е во постојано заседание, како вели уставот, и може да се свика било кога. Меѓутоа не мислам дека е реалистично да очекуваме сега, баш во овој предизборен и изборен период, во сред кампања, дека ќе се направат 2/3, кога беше јасно дека главните опозициони субјекти не сака да го направат тоа 2-2,5 години наназад. Значи, новиот парламент ќе ни каже, а особено дистрибуцијата на места во новиот парламент, да видиме кој ќе има мнозинство и дали тука може да има 2/3 луѓе кои пратеници кои мислат дека Европската Унија е се уште најдобрата опција за нас. Не знам, овие што утре евентуално би добиле доверба од граѓаните да ја водат државата, ако се разбира се различни од овие кои беа до сега. Иако тие имаат некаква алтернатива, зашто некои нивни идеолози, да ги наречем од позадина, спомнуваат БРИКС, спомнуваат некои други алтернативи отворени кон Азија, кон Истокот и така натаму. Јас се надам дека таква будалаштина нема да им падне на памет ако бидат во позиција да ја менуваат стратешката насока на Македонија. Ние не бараме промена на преговарачката рамка. Мојата заложба е ние да го затвориме целиот пакет, така да речем бугарски пакет. Никој не зборува дека не само бугарите што бараат да влезат во уставот, во ред, ќе влезат. Тие бараат да признаеме дека сме нација од 1944 година и дека нашиот јазик е модифициран бугарски јазик. И да признаеме дека сите револуционери по род се бугари. Јас велам вака, за идентитет не разговараме, за јазик не разговараме, за историските личности нека разговараат историските комисии на Бугарија и на Македонија, како ќе договарат така, ако ова вака го разрешиме, нема проблем да го гласаме, бугарите да влезат во уставот, во преамбулата на уставот. Ако не го затвориме целото прашање, ние не кажуваме никаде дека предпоследно поглавје е јазикот. Пред влез во Европска Унија. Ние не кажуваме дека 28 земји треба да се изјаснат дали македонскиот јазик ќе се користи во Европскиот парламент. И очекуваме бугарите тогаш да, ако го имаат овој услов дека ќе ни изгласат македонскиот јазик да се во Европскиот парламент да се користи. Значи, ние не е во ред да го преидеме народот сега да ги внесеме бугарите во уставот, а потоа да не чекаат на предпоследната станица и практично да не блокираат и повторно да прифатиме се тие што ќе посакаат. Ги проследивте размислувањата и оценките на претседателските кандидати поврзани на темата меѓународна политика и состојби во македонското правосудство, битката против корупцијата, криминалот и неказнивоста. Кратка пауза и потоа продолжуваме понатаму. Следите Триленка, во вториот дел од емисијата ќе се осврнеме на меѓуетничките односи во државата и ставовите и размислувањата на претседателските кандидати. Во 2001 година тогашниот претседател Борис Трајковски беше еден од клучните фактори за деескалација на кризата. Но денес, од време на време, преовладува впечатокот дека едните се плашат дека како мнозински народ се понижени и сведени на граѓани од вторет, а другите дека ништо не е остварено со ветувањата за еднаквост на цела територија на Република Северна Македонија. Особено за време на кампањата, лесно се манипулира со меѓуетничките односи. Дали се форсира национализам темелен на пропагирање на етнонационализам? И зошто во последно време се акцентира етничката припадност на кандидатите?
Меѓуетничките односи и хармонијата во тие односи се столбот на стабилноста, предвидливоста и прогресот на оваа држава. За жал, овие избори станаа битка меѓу два концепта. Концептот на соживот, кој што го нуди Европскиот фронт, и концептот на меѓуетничка нетрпеливост, кој што го нуди, за жал, опозицијата со барањето 61 пратеник, што е најшовинистичкиот можен концепт во една мултиетничка држава, барајќи сите други заедници да бидат исклучени од одлучувањето и да се врати монополот и доминацијата на една етничка заедница која што беше причина за сите проблеми кои што ги имаше државата пред 20 години. Јас само, например, барам да мојата нација не биде повеќе монета за подкусурување и ништо повеќе од тоа. Јас не напаѓам ниту една етничка заедница во Република Македонија, нити обвинувам дека тие се криви за сите наши небитнини. За разлика имаме политички партии кои што сметат дека една етничка заедница не е виновна за сите наши проблеми во Република Македонија. Напротив, јас мислам дека ние сите заедно сме одговорни за тоа во каква држава да живееме и какви се резултатите од владењето на било која политичка партија во Република Македонија. И една етничка заедница може да здисува толку колку што другата ќе и дозволи. И односно, ако ние изградиме стабилни институции на системот, тоа ќе се реагираат институциите на системот и не може никој да ја здисува. За жал, тоа постојано се случува кај партиите од Албанскиот блок. Јас ќе го кажам како еден светол пример господинот Имер Салмани. Преку 50.000 зема македонски гласови. Јас ќе го споменам господинот Руфи Османи. За мене Руфи Османи беше, ако продолжеше начинот на кој што ја практикуваше политиката да тера космополитска политика, беше многу сериозен кандидат да стане претседател на влада на Република Македонија. Јас морам да ви кажам дека во изминатиот период видов многу сериозни кандидати од албанските партии за претседатели. Да се сетиме на Блерим Река. Минатите избори беше одличен претседателски кандидат. Значи, смисолот на нашите демократски избори е да се избере претседател кој што ќе биде претседател на сите граѓани и ќе води сметка подеднакво за сите етнички заедници. Без разлика дали си мнозинска или малцинска етничка заедница во Република Македонија. Смисолот и на територијалната поделба во Македонија беше да тој што ќе биде градоначалник да води сметка и за етничките заедници кои што не се мнозинство во неговата општина. И мислам дека ние сме позитивен пример токму со територијалната поделба. И не знам зашто овдека се инсистира на премиер или председател албанец и така натаму. Веројатно ние треба да се бираме според тоа кои колку квалитети имаме. Дали сме сведоци на билдање на етнонационализмот? За жал да, и тоа се случува како по правило во предизборниот период и во време на кампања. Кој сведочиме тоа и сега. Оние кои себе се нарекуваат најмакедонска партија, тие тоа го прават од душа да бидеме реални изминатиот 2-3 години. Која вела дека само како бугари можеме да влеземе, не под бугарски диктат, така натаму. Држава, односно, партија која има корени, меѓу другото, во историска смисла и кон истокот или од истокот, партија во која половина од раководството и ден-денески има бугарски пасоши и државјанства, се обиде со ова националистичка реторика да добие некој поен плюс и, за жал, во еден дел од македонскиот народ посебно тоа фати место. Етноцентризам или етнотрибализам, како што го нарекувам јас и партијата што ме поддржува, е нешто што е рак-рана на ова општество. Наместо интеграција и кохезија и комуникација, интеркултурна, мултикултурна или како и да ја наречеме, ние имаме паралелни општества, а всушност најдобро си комуницираат овие што се на власт, елитите, и нив не им пречат тие разлики, освен кога треба на избори да ги истакнуваат. Така што нам не треба будење на народот од оздола кој нема да дозволи манипулација. Од друга страна пак постои една намера
која е прилично штетна, да зборот национализам го етикетирате како нешто штетно, како нешто назадно, како што јас мислам дека францускиот национализам е европски национализам или германскиот или било кој друг. Значи, за жал, јас велам за жал, зашто јас би сакала да живееме во космополитски свет во кој националностите, државните граници нема да постојат, свето бединет на една друга основа, нели левичарска. Меѓутоа, во ваков свет во кој што постоиме, ја па мислам дека македонскиот национализам е постојано во дефанзива и стануваме граѓани од втор ред во сопствената држава, затоа што некој ни набива комплекс дека сме премногу националисти, премногу инсистираме, а всушност не лишија од се. Македонија е се што немаме. Видете, со меѓуетничките односи манипулира политичката елита која што е на власт. Кај македонците е создадено чувство како граѓани од втор ред и се фрустрирани од наводна албанизација. Всушност на нас во државата повеќе од 20 години се случува класична дуизација, кој што се вечниот партнер во власта. Не можете да најдете случај до сега во историјата на Македонија некој од таа политичка гарнитура да бил изведен пред лицето на правдата, а од друга страна имате мал милион афери кои што ги поврзуваат со нив. Никој никогаш не постапил од обвинителството екс официо под допрен глас да изведе пред лицето на правдата некој од нив. Меѓуетничките односи се еден процес кој што може да се негува. Како? Дојдете во моје Куманово и видите како тоа функционира. Значи, Куманово е Македонија во мало, значи се функционира безпрекорно, но проблемот е како да го градиме мултиетничкото општество, а не биетничката држава или општество кое што во моментов се имплементира проектот. Оваа власт генерира биетничко општество. Нам децата ни се поделени во забавиште, основно и средно образование. Сите мои другари во мојот живот од другите етнички заедници се мои другари и ден денеска, но тие учеа на училиште со мене. Нам децата не се поделени. Ке одите, значи децата не се разбираат помеѓу себе и немате интеграција во системот. Одите во, например, по здравствена услуга, се обраќате на некој од вработените таму, тие не ве разбираат што им говорите, камо ли да ви дадат медицинска интервенција, или пак ќе најдете голем број на партиски членови, припадници, како што ги велиме по Рамковен, кои што одат на работа, не одат на работа, а примаат плата. Тоа не е соживот. Значи, соживотот е нешто друго. Да се изедначиме сите во делот на нашите етнички права, културни права, да имаме право да го користиме јазикот. Ние во Куманово создаваме реално мултиетничко општество, бидејќи покрај македонскиот како службен јазик, и албанскиот како јазик исто во службена употреба, ги имаме во официјална употреба на Советот и српскиот и ромскиот јазик, а во иднина и било кој друг јазик на етничка заедница која што ќе има представник во редовите на Советот. Демократија без демос, без индивидуални граѓани не може да има. Треба да се почитуваат етничките права. Меѓутоа, не можат етничките права да имаат приоритет пред индивидуалните права. Многу пати сум кажала и ќе повторам, граѓанска држава може да има, може да биде држава на рамноправни индивидуи. Граница за колективните права, нека се тоа највисоките стандарди, мора да бидат индивидуалните права. Така ќе имаме правна држава, така ќе имаме европска држава. Зошто се става акцент на етничката припадност? Премиер албанец, председател албанец, спикер на собранието албанец. И јас се прашувам зошто, но мислам дека тоа не е потикнато од граѓаните албанци, турци, роми, власи, туку од лидерите. Бидејќи тогаш нивната моќ расте, бидејќи тие се оние кои утврдуваат кој ќе биде кандидат за премиер и кој ќе биде премиер, а не самите граѓани. Мислам дека ако ставиме акцент на граѓанскиот концепт, со почитување се разбира на етничките разлики, но само и само низ призма на стручноста и квалитетот. Дури мислам горас дека Рамковниот договор погрешно се интерпретира. Дека и одредбата од Уставот погрешно се интерпретира. Зошто? Бидејќи компаративната пракса покажува дека кај така наречениот принцип на афирмативна акција
или принцип на позитивна дискриминација. Никогаш еден критериум не е доминантен. Прва е стручноста и компетентноста, а кога кандидатите се изедначени во квалитетот, предност ќе има подпредставениот кандидат. Во јавниот говор често провејуваат термините англиска кралица, кохабитација или бицефална извршна власт, како опис за самата председателска функција, тоест односот со владата. Кои ќе бидат приоритетите на идниот председател, без разлика кој од нив да ја добие поддршката од македонските граѓани? Е последното прашање за 7 на председателски кандидати. Знаете, не е популарно да кажувам дека ќе се залагам за прво у првите 100 дена или 20 дена или 100 или 250 дена, 300 дена дека ќе се отвара уставот, меѓутоа мислам дека прв приоритет треба да биде да продолжиме по патот на Европската унија и ќе се обидам да направам на таа тема разговори сериозни со оние кои ќе бидат во опозиција во тој момент или ако се сменат страните со тоа што ќе биде власт, бидејќи и до сега во таа политичка структура имаше најголеми приговори за европската преговарачка рамка и за патот кон Европа. Под овие услови се разбира без аргументи. Ако ме прашувате мене, меѓутоа мора да се разговара и со луѓето кои немаат аргументи на одредена тема, ако се во позиција да носат одлуки. Прв приоритет правна држава и владење на право. Се разбира тоа, иако мислам исто така дека и градење регионален пристап во процесот на проширувањето и напредувањето кон ЕУ. Се плашам дека преседаните што се случуваат со Македонија нема да останат само на Македонија, дека ќе продолжат и дека тоа може да го загрози процесот на проширување. А без потентно проширување, ЕУ не е она што треба да биде. Наш заеднички дом. Тито викаше да се надеваме дека 100 години ќе биде мир, а да се спремаме како утре ќе биде војна. Вие гледате дека ѓаволот е однел шегата. Во конфликтот меѓу Иран и Израел се вклучени повеќе земји, вклучено и Либанон, вклучено и Ирак, вклучено и Јемен, јеменските хути. Гледате дека се комплицира ситуација. Турција не го дава својот воздушен простор, ниту базите за напади врз Иран. Значи, дури Израел плети со нуклеарен удар, што се многу сериозни работи. Од друга страна се трупа војска во Полска, во Балтичките држави, во Романија, што значи дека многу лесно може да дојде судир меѓу руската војска и представниците на Алијансата, а тоа значи веќе влегуваме во еден сериозен евроазиски конфликт, кој што ќе се прошири. Јас очекувам и на делот на азијскиот континент, и аналитичарите велат дека топрва доаѓа опасноста и дека најтешка ќе биде 2027 година, која ќе има разврска на Индо-Пацифичкиот регион. Благодарам за изведеното време. Молам. Првично сакам да бидам и ќе бидам, доколку бидам избран, председател на сите граѓани на Македонија, без разлика на нивна етничка, верска или политичка припадност. Дали тоа значи дека ниту еден досегашен председател не беше председател на сите граѓани? Па не беше, затоа што председателите во најголем дел, особено последните неколку примери, беа председатели и представници на политички партии и политички субјекти. Ниту во еден момент не смеа да преправат на одлуките кои што доаѓаат од политичкиот врв на тие политички субјекти. Во последниот случај со Пендаровски, тоа е случајот со подпишување на неколку закони за кои што јавноста имаше апсолутно спротивставено мислење. Во претходниот случај исто така. Во минатото, јас би бил независен председател кој што излегува по граѓанска иницијатива, соберени граѓански потписи, председател од граѓаните и за граѓаните. И би бил еден гарант на граѓаните во делот на евентуалните злоупотреби кон нив од сите други нивоа на власта. Зборувам и за законодавната и за извршната. Притоа, мислам дека во континуитет свесно се девалвира улогата на председателот во Македонија, иако согласно Уставот и законите не е така. Бидејќи сметам дека председателот на државата треба да биде креатор на државниот консензус, ќе иницирам нов рамковен договор
и тоа е за економски прашања. Доста е веќе со влади кои што мислат дека се почнува од нив со дисконтинуитет во економските политики, бидејќи планирам отварање на поглавијата во текот на мојот мандат, ќе барам политичките партии исто така да постигнат надпартиски договор по однос на главните економски правци на државата, за да конечно постигнеме животен стандард кој што ќе ги инхибира, ако можам да кажам, граѓаните да ја напуштат државата и ќе ги стимулира тие што веќе заминали да се вратат дома. Ми се чини дека првата и наједноставната е раскинувањето на договорот за така наречено добрососедство со Бугарија. Постои правна основа, едноставна, без отварање на фронтови или кавки. Двете страни располагаат со тоа право. Сега е време ние да го искористиме, затоа што очигледно никогаш бугарскиот и македонскиот народ не биле подалеку и не се гледале повеќе со недоверба и со, да речам, некој одиум, отколку што е тоа сега. Мојата девиза е во борба македонски народи, затоа што веќе се изгубивме. Значи, ние дури ако не ги користиме правните механизми кои сме на некој начин ги вградиле во тие договори, тогаш сме навистина капитулирана нација и не заслужуваме ни држава. Јас сум за тоа да си ги користиме правата кои постојат како механизам во овие договори и оној што ќе реагира агресивно, ќе биде тој што реагира агресивно, направен инструмент, а не ние. Од 7-6 председателски кандидати гостуваа во вечершното издание на ТВ магазинот Трилинг. Арбен Таравари, председателскиот кандидат на коалицијата Вреди, иако првично ја прифати поканата, во последен момент го откажа своето присуство во ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме, читајте не на triling.mk.